Коронавирусот направи хаос во спортот во целиот свет. Нема надпревари, нема тренинзи, спортските објекти останаа празни. Сето ова со цел да се зачува здравјето на спортистите, но и на спортските работници и публиката. Токму поради ова во Македонија беа прекинати сите првенства во сите спортови, меѓу кои и кошарката. Кошаркарскиот клуб Гостивар пред неколку денови ги прекина тренинзите, а сега и ги распушти сите кошаркари. Американците Донован Доналдсон, Малком Армстед и Ентони Ли заминаа во Соединетите Американски држави, додека Ѓорѓе Џелетовиќ се врати во Србија. Покрај странците и сите домашни кошаркари кои не се од Гостивар се вратија во своите родни места. Во време на ваква несакана кризна состојба, спортот секогаш преоѓа во втор план. Таква е ситуацијата и со КК Гостивар. Се прекинаа сите надпреварувања во кои учествуваме, како младински, така и прва лига сениори. Немаме конкретни информации до кога ќе трае ова и што понатака. Играчите, пошто здравјето секогаш во текот на цела сезона е во прв план, така и во овој пример се отпуштени дома. Странците дури замина кој за Америка, кој за Србија. За денес е закачан состанок онлайн конференцијски со КФМ, каде најверојатно ќе добиеме конкретни информации и насоки како би се завршило првенството или дали ќе има одложување за понатака. Нема друго што да напоменеме, салава морничава слика празна, без публика. Ете да испратиме ние еден апел од КК Гостивар до сите наши сограѓани, навивачи, љубители на кошарката да ги почитуваат препораките да останат дома и да го добиеме и овој противник што побезбедно. Се уште нема информација дали и кога ќе продолжи кошаркарското првенство. Се разгледуваат неколку опции. Да се прекине првенството комплетно и МЗТ Скопје како лидер на табелата да се прогласи за шампион. Но и доколку коронавирусот биде совладан во скоро време, можно и продолжување на надпреварите. Но се уште сме во исчекување на официјалната одлука на Кошаркарската федерација на Македонија. Првенството беше прекинато после 17-тото коло, кога Гостивар беше на третата позиција на табелата со ефект од 12 победи и 5 порази.